Окей. Hvala. Продолжуваме со седмицата, точка број 2, предлог одлука за извршување на буџетот на општина Делчево за 2023 година. Ја повикувам Анка да ми образложи. Председателя, почитувани съветници, бюджетът на общината се извършва съгласно одлуката за извършване на бюджета за съответната фискална година и сега по-детално се обяснети начинът и уставите на извършване на бюджета. Бюджетът, знаете, да го извършва началното. Во одлуката, што имате пред вас, има 21 член. Всеки на одлуката имате разгледано, поверено от одлуката граждани. Добре, благодарам на образлагачот. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој има разбор? Повели има? Благодарам. Само една кратка констатација. Ono na to što ne na sama sednica ne bih glasovanje predlog budžeti, predlog za izvršenje, to je fakt što ne bi nas kao posrednici mi je narušeno pravото za съответна разправа и ние като представители на гражданите сме ставили пред свършен чин да гласуваме на своеволието на градоначалника. Како одговор ќе дам дека деловно и статутот за работа дозволува по секоја точка да се земе дискусија, да се даде предлог за да може да се измени. Мисля дека и материјалот е доставен навремено и дека секој советник имал можност да го разгледа, да потражи стручна помош и да го измени по свој видување, да даде предлог да биде изменен. Затоа сметам дека не е прекршено правото на советникот да биде информиран и да може да работи по однос на оваа точка. Како одговор на вашето искажување. Дали некој друг ба разбор? Не, бидејќи никој друг не ба разбор по оваа точка, ја заклучувам расправата и ве повикувам да гласаме. Гласаме за усвојување на предлог одлука за извршување на буџетот на општина Делчево за 2023 година. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Констатирам дека точката е усвоена со 8 гласа за и 4 воздржани. 5 воздржани. Точка број 3, буџетски календар. Повикувам председачот да ни ја образложи. Почитувани са бюджетският календар, с оглед от задължително роковите за планиране на общностния бюджет. Значи, тие се регулират в бюджетския календар. Имаме мала измени това година в бюджетския календар, понасят от Министерството за финанси, дека освен роковите да се планира извършва бюджета, то да се метнат и кварталните извършки, и да знаете, и сметка сметайки дека тие са подвързани с бюджета. Имате ли, значи, кои са бюджетски активности, кои са датите на планиране? Датата на колко имате пращания? Благодарим на възлагањето. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој ба разбор? Не, бидејќи никој не ба разбор, ја затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на буџетскиот календар. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатираме дека точката е усвоена со 13 гласа за. Точка број 4, предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 година. Помелате да ми разгледате. Съгласно член 88 от Закона за административни службеници, стоят на общината са одлука и открива вредността на бодот за платите на държавните службеници и това е предлог на първоначалната в рамките на предвидения бюджет. Вредността на бодот за сметување на платата на държавните службеници в общините се открива секоја година со одлука за откривање на вредност на бодот. Благодарам на образованието. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој ба разбор? Не, бидејќи никој не ба разбор, ја затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 година. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? 5.
Констатирам дека точката е усвоена со 13 гласа за и 1 воздржан. Точка број 5. Извештај за реализирани активности на јавната локална библиотека Илин Делчев за 2022 година. Повели Вилјана да нема на точка. Почитувам председателя, почитувам съветници, които извеждат за реализиране дейности на явната локална библиотека Илин. Споминам само дека основната цел на явната локална библиотека Илин Делчево во измината 2022 година беше задоволување на културните и образовните потреби на граѓаните, задоволување на барањата и потребите на сите наши читатели. Измината 2022 година, благодарение на обезбедените дотации од Министерството за култура, собствени средства и благодарение на поддршката од локалната самоуправа и заедно со другите структури и институции во општината, библиотеката целосно успеа да реализираше поголем број на програмски задачи. Библиотечната работа беше достапна, отворена, одговорна и флексибилна во однос на своите користници. Јавната локална библиотека со води да ги следи информатиските трендови на нашето граѓанство, водејќи се од тие задолженија, библиотеката е една од албите на македонската библиотечна мрежа и во 2022 година со успех продолжи со својата работа на полноправна членка во рамки на библиотечно-информатискиот систем на платформата КОКС. Сите библиотечни ресурси беа достапни за нашите корисници. Библиотечната услуга и едуцираноста на вработените заедно со библиотечниот простор, опремата и фондовите беа на нивно располагање. Во текот на 2022 година библиотеката целокупното дековно работење го извршуваше преку следните форми: обновување на книжниот фонд и негово чување, позајмување книги, лективи, стручна литература, весници и се што е книжен фонд на библиотеката, преку медиобиблиотечна соработка, електронска обработка на книжниот фонд и достапност на електронските извори на податоци. Во 2022 година вкупниот книжен фонд на библиотеката беше зборемен и обновен со литература од разни области. Исто така во 2022 година во библиотеката беа набавувани дневни вестници Нова Македонија, Вечер, Слободен печат. Оваа година ја завршуваме со вкупно 790 членови и тоа на различна возраст, лицата од социјално загрозени семејства, лица со хендикеп, самохрани родители, деца на двата родители се невработени и оваа година имаа бесплатен години. Благодариме на образлагањето. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Повели Оливера? Значи направено. Програмата за 2022 е така име. Тоа имам и јас. Тука имам цели задачи. Цели задачи. Во новата програма за 2023 немам цели задачи. Правена е по нов начин, со посебни подглави. Јас ќе ве прекинам за кратко и двете сакам да кажа дека точка на дневен ред е извештај за реализирани активности, а вашите забелешки се за програма за работа на јавна. Веројатно оваа забелешка ќе треба на следната точка да се. Не го кеја. Извештај од програмата треба да кореспондира. Зашто немате? Зашто зборувам за извештајот? Да, имате, например, за 2022 имате само по извештај текстови напишано. Вашата забелешка Алани беше дека не се копирани. Обичен текст. Па во извештај од 2023 копирано по месеци. Како се реализирали, како ги имам копирани. Ќе ве замолам само во текот на дискусија. Да еден да земе збор, да заврши со своето излагање, па друг ќе побара збор и ќе добие, за да не биде на ниво на Минатава година беа нафрлени. Сите активности наредени само по ред. Оваа година се направени како што бара, курсирани по месеци. А тоа што го содржи извештајот, па ние ги реализираме истите активности. Ако имаме нова ја додаваме, нормално е дека ќе биде исто. Да не ја прекинуваме, обезначено да не го прекинуваме дека има. Ние секоја година одбележуваме одредени настани. Ако има некој нов и има нов, е вметнен. Ако не, тоа е извештајот за работа. Тие активности ги имаме секоја година. И во 2024 повторно ќе бидат тие. Може би групирани на друг начин, ама тие се активности. Добре, благодарим.
Оливера. Дали образлагачот Толку? заврши со образлагање. Тоа Тоа ни се Оливера земе ако збор, има ново ќе го каже направи. се што имаш да кажеш, заврши го образлагањето и повторно ќе дадеме збор на друг. Повеќе. Поред, значи, ние предходниот лани, со кога ни образлагаше, ја прашавме зошто така е натрупано на франо, како сега она што рече, исто и предходно за март, исто и сега годишниот извештај помесечно пак е истиот податок се внесе. Не видам ја дека иста година исти активности имаме, не може да имаме исти активности, аз се сложувам со тоа. Меѓутоа, начинот на кој е правен извештајот е исто како предходниот, исто и за програмата, а еве после ги спомнав програма. Начинот на кој е пишуван, тоа ми беше спорно. Немаме конкретно, исто и на комисијата, сега може да се подсетат членовите и тогаш дадохме еден заклучок. Дека начинот не е исти како предходно. Начинот на пишување на извештај, значи не е лично смени. Еве, Марио беше, Десника беше, кога имам према време, се снима. А како можем да сменам јас обележување? Само секунда. Повели. Комисија ја разгледавме програмата само од родовници. Ние зборувавме, дадохме за не е дошло одговор. Друго не сме разговарале така пишуване и зошто е тоа. Значи третираме само во аспект на родова тема. Горе. Горе. Благодарам за да повелете. Не, ќе земам конкретен пример. Како можем поинаку да напишем ако ние го имаме одбележено 8 март? Значи секоја година наградуваме 5 жени од различна област. На кој начин да го сменам? А ние оваа година бираме. На латиници. На кој начин да го сменаме? По шаблон бираме 5 жени од различна област. Како е напишана активноста, така е напишана и оваа година. И само се различни измерени жени. Што да се смени тука? Избираме месец на книгата, разпишуваме област. И пишеме дека разпишеме област и терени ученици. Тоа е. Добро, ако завршиме возлагањето на возлагачот, повели Оливера контрареплика. Не зборувам за активностите кои испроведуваме. Јас зборувам за начинот на кој се трупани податоците, кои се отворени дека исто е пишувано начинот на подготовка на како еден разказ сега така да се само е разкажано разказ. На нас се потребни графици, слики, за да биде малку по-како што изгледа еден извештај, една програма. Тоа ми беше само целта. Не дека вие не сте ги сработили активностите или не сте ги имале вашите активности во целиот период на година. Добре, повели. Јас ова до лани ја пишам на програмата сама. Не барам консултација од никој сама, кој што мисле дека треба. По вашето укажување минатава година, оваа година барав шаблони или консултации со 5 библиотеки во Македонија. Значи програмата извештај е правен по ТЕРК, како библиотеките од Прилеп, Струга, Почани и Виница. Никаде во ниту една програма, ниту во извештај има табели. Значи нема. Табели нема. Ако може директорката на Студентската библиотека да 20 години директори, 20 години да прави програма, сигурно знае многу повеќе од мене. Што сам само 5 години табас, а многу повеќе од вас. Ако таму нема табели, јас не знам зашто би ги јас правила тие табели. Програмите за работа и извештај на библиотеките не содржат табели. А извештајот се прави кај сите библиотеки исто. Значи многу слободно да кажам дека извештајот е буквално кај сите тие библиотеки, дека сме се консултирала ист, на ист начин. Програмата не може. Ама по тоа ТЕРК е правен. Благодарам. Јас ќе замолам дискусијата да не оди како на ниво на чараница, него на смирен тон да ги изнесуваме фактите. По смисла, гледам дека извештајот и дадено е дека има согласно член 11 став 9 од статут ставено е врз основа на што дека има вовед, дека има Значи немаше вовед. да разговара, дека е направен по некоја конструкција како што треба. Директорката истакна дека се направени консултации со други поголеми библиотеки од нашата и дека се нивните искуства земени и вградени во овој извештај. Значи, не гледам ништо спорно за да ја поддржиме, да го поддржиме извештајот за реализирани активности. Доколку имате конкретна некоја содржинска забелешка, може слободно да ја изнесете. Поведи. Благодарам председателе. Јас имам конкретни три прашања и кон директорката понос за извештајот. Надевам се дека со само 5 години извршување на позиција директорите и следни говорители за текот на седмица. Прво да тоа прашање е значи во извештајот вели дека во 2022 година имате инвестирано во зголемување на бизнес фонд на библиотеката, меѓутоа никаде не презентирате финансиска вредност за оваа ставка на капитални разходи или вложување и нефинансиски средства. Од тука прашањето е колку чини вредносно во парични средства зголемување
предвидено фонд на библиотеката за текущата за 2022 година, относно колко средства вложихте по-отделно в купуване на ректири, стручна литература и колко го енциклопедии и стиковници. Не съм спомнала посебно за книги, само това ще мисля дека е най-важно одредени време се ставила, за да вашо со финансов извештај, то цифра, точно колку на потрошено пари, по мене ќе дојде книговодител во насловет. Со буџет. За това съм оставила книговодител да ви објасни до динар и до цифра за себе, што е потрошено пари во библиотека. За това што сметам дека това е работа на книговодител. Што ќе каже книговодител, ако ја сега ќе со табели со бројки за колку сме потрошили. Он по мене ќе дојде да не се повтараме, книговодител ќе ви објасни цифри. Секој денар дека е потрошен. Наредната домар мора да бъде законски мора да помине бюджетот на Совет. Завршната сметка. Завршната сметка ти има можност да се... За това не го ставих никъде. Тия бройки, освен това, ще сметах дека е най-важно. Добре, благодарим. Повели имам реплика. Само ќе замолам да се постават прашањата, да се земе збор, да се изтакнат сите прашања, доколку образлагачот може да ги образложи одмah, да образложи, ако не да го задржи правото во писмена форма да одговори на нешто, за да не биде, кога се земе збор, да се изкаже целиот став, да може образлагачот да одговори, па да преминеме со друг совет. Повели. Дали може да разпишем съветна денежна поставка за спренување на книжен фонд на библиотеката за текущата за 2022 година? И ако имате со кои икономски оператори имате сключен договор за купување на нови книги за потребите на библиотеката? Не сключуваме договор, имаме соработна поставка. Само да доврши, кога ти завршите, земете вие. Првото прашање забележете си го, второ прашање Иван, повели. Колко е останал приход на библиотеката от само финансиращи активности, относно от членарини за текущата за 2022 година? Сами от извещите стои, имате наведено дека 2022 година сте ја завршили со вкупно 790 членови. Благодариме на образованието, повелете да му отговорите доколку сме... Немаме да сключуваме посебно договори за накуп на вакуумна книга, туку си имаме наш си договор со сите издавачки кутии во Македонија, телефонски порачаме преку карта книгите. Никогаш не можеме да изпланираме колку книги ќе купиме за това што е 2022 година до август месец. Од министерството ние добивавме само 25.000 денара и тие 25.000 денара беа наменети за се. И струја и вода, одржање на собственици. Не можем да кажем дека ќе купиме за 60.000 денара книги за 2023, а може ќе немаме пари да купиме и тука. Дури од август месец не беа големи дотациите. Никогаш не можеме да планираме пред време колку, затоа што ако веќе го наведеме во програма, треба да го реализираме. И аз не знам колку имаме пари и дали повторно ќе биде намален бюджетот на библиотеката. Од тие 25.000 што ни стигнува месечно, гледавме да купиме барем по 2 нови наскоки од сите издавачки. Ама прво треба да платиме струја, вода и да одржуваме електронското финансирање на софтверно книгоvodство. А за второто прашање од членарина, сите пари што ни од членарина, тоа подобро ќе ви го каже книгоvodителот ќе ви објасни, ние ги наменуваме за плаќање на вода. Значи не ги користиме за друго. Парите од членарина што ги користиме, прво покриваме трошоците за вода и ако нешто друго треба текови во пожарни апарати и слични работи. Таму да пари. Од членарина. Благодариме доколку е завршено разлагањето. Дали некој друг два разбор? Повели? Това на директорите, извештајот за реализирани активности на јавната локална библиотека Илинден, оперативен извештај има, а нема оперативна програма за секој месец. Еве, например, ако ве прашам за месец мај, кои активности ги планирате и каде може да ги видите што да ви одговори. Тоа се скоро рече се на истите активности кои веќе ги има во програмата. Во месец мај имаме одредени дати кои ги одбележуваме, ќе ги одбележиме и овој. Ако има нешто ново, сега зависи од, како да ти кажам, што би се случило во Делчево или што може би ние како библиотека ќе ни текна дека е интересно да го бележиме. Ќе го ставиме во извештајот до година. Благодарам. Значи насоките се дека разговараме за извештај за реализиране активности на 2022. Ќе дојде 23-та, ќе ни го дадат нов извештај наредна година во како одговор на прашањето што е логично. Дали некој друг бара збор? Не. Бидејќи никој друг не бара збор, ја затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласување. Гласаме за усвојување на извештај за реализирани активности на јавната локална библиотека Илинден Делчево за 2022 година.
Кој е за? Против? Воздржани? Нема. Констатирам дека извештајот е усвоен со 9 гласа за и 4 и 5 воздржани. Точка број 6. Програма за работата на јавната локална библиотека Илин Денделчев за 2023 година. Поведи директорот на Јавната локална библиотека Илин Денделчев во текот на 2023 година ќе продолжи ефикасно да ја извршува својата основна дејност, ќе врши квалитетна набавка на стручна литература од сите области, електронни изданија за учениците, библиотека, енциклопедии, атласи, речници, зборници, списанија и друга литература, се со цел да се задоволат потребите на сите наши читатели од целата општина без разлика на нивната возраст. Библиотеката ќе направи напори да публикува и своји изданија, збутувајќи го на тој начин до крајно поверение, но создавајќи и книжевно наследство за генерации уедината. По пресршувањето на оваа основна дејност, која што е во согласно со законот за библиотеки, библиотеката во рамките на годишната програма ќе реализира и други активности кои што ја анимираат читателската публика, го стимулираат човечки потенцијал во општината со цел создавање на нова продукција во сферата на културата. Толку имам да кажам, вие сте ја прочитали програмата, да имам да кажам. Благодариме на образлагањето на директорката. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Повели има? Национална програма на страна 16, значи има и лично дека малатни средства во самата библиотека, од това причина сами дарија се преминува за други разходи. Али сега да ја прашам директорите какви менаџерски инвестиции ќе спроведат за да фалите членарина кои што се фалите за развој на национална библиотека и намени во обнова на нов литературен фонд, наместо да одат за атаки на средите за борба. Благодарам на прашањето. Повелете За директорката. 2023 повторно е планирано парите од собствената сметка да одат исто така за вода. Затоа што оваа година имавме проблем со исклучување на струја, не сакаме да дојде проблем со исклучување на вода. Доколку останат средства или ако имаме зголемен број на средства од членарина, со ребаланс на буџетот сигурно ќе разговараме и ќе видиме дали не може да ги пренамениме. Да се го останува повторно така, собствените средствата од собствената сметка не ги трошиме за друго. Околу тоа повеќе ќе ви кажа да не го зошто е така? Добре, благодариме. Дали некој друг советник го разбор? Повели има? Според мене нелогички и поглед трошкови дека нема резултат. Намесите средства кои се обликуваат во самата библиотека од членарина, повторно и до 2020 година да се пренаменуваат за плаќање на сметки. И самиот директор да не прави, да не спроведува ништо по-различно од претходното, а да чекаме любителов да ги решава самите различни менаџерски работи за според мене не знам. Мислам дека нема што да кажа. Никога би имале доволно средства од Министерството за култура, не би ги трошили овие пари сигурно за вода. Ако имаме доволно средства. Значи немаме доволно средства и мораме на некој начин да се снабдим за да можеме да функционираме. Нас не било многу мило, да би можело тие средства да ги користиме за книги или за обрана. Ама не, со 20.000 не можеме да покриеме скоро ништо. Колку што имавме сега, дај бюджет, дека да е повеќе. Таа година. Благодариме на образлагањето. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не бара збор, ја затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласа. Гласаме за усвојување на програма за работа на јавната локална библиотека Илин Денделчев за 2023 година. Кој е за? Против? Воздржани? Нема. Констатирам дека програмата е усвоена со 9 гласа за и 5 воздржани. И 5 против. Благодарам на вас. Точка број 7. 9-месечен извештај за работењето на јавното комунално предпријатие Брегалница Делчево за период 1.1.2022 до 30.9.2022. Повикувам директорот да земе збор и да не образложи.
беше заработено за финансовото работење на националната предприятие Ганца Делчево и доставен, бяха се задржан само на по-битните елементи од извештајот, почнувајќи од првата ставка бројот на вработени. Од самиот извештај може да забележите дека бројот на вработени во 9 месец имаме 81 вработени на неопределено време стално работени и 4 вработени преку агенција за вработување. Успоредба со изминатиот квартален период од 2022 година бројот на вработени е намален за 6 вработени, односно истиот во 2021 година излезе 86 вработени, 5 вработени преку агенција за вработување со 91 вработени. Сега имаме вкупно 85 вработени. Тоа го кажам на причина што да имате представа за основно расходната страна во врска со трошоците за плати и другите расходни. Според финансиските показатели во овој квартален период, во третиот квартал, јавното комунално предпријатие, како и скоро сите јавни комунални предпријатија во Република Македонија, бележи негативен финансиски резултат од 1.327.467 денари. Овде треба да напоменам дека за месеците 9 и 10 за месец 9 не е калкулирана сметката за струја, бидејќи не беше доставена од икономскиот оператор до изготвување на извештајот. Ќе помена на приходната страна. Приходите од вода за пиење за физички лица може да забележите дека има намалување на приходите во висина од 583.627 денари. Тоа се дължи на намалената количина на фактурирана вода за физички и правни лица од 25.933 метри кубни вода. Значи имаме помалку фактурирана вода него во период во истиот извештајен период од 2021 година, затоа има помални приходи во висина од 583.627 денари. Додека приходите за канализација се должат на тоа што покрај помалата количина на фактурирана вода за канализација, одведена во канализационната мрежа, имаме и намалени цени на комуналните услуги за одведување на урбани води, така што во 2021 година цената за одведување на отпадните води беше 10,91 дена, додека во првиот, мисля во 9-месечниот квартал, први до 9 месец, цената беше намалена согласно одлуката на Советот на општина Делчев во 2021 година на 9,11 денари за физички лица, односно за 1,8 денари помалку за физички лица и од 19,9 денари 0,9 денари за правни лица на 15,76 за правни лица или намалување од 3,33 денари, што вкупно значи намалување на приходите по тој основ во висина од 768.372 денари. Додека другите приходи, фактурирањето на смет, имаме скоримување. Ќе се задржам само на тие ставки каде имаме поголеми постапувања. Ставка број 10 приходи од водомери. Ланската година имаме 107.750 денари, ова година имаме 11.387 денари. Тоа од причина што најавната набавка распишена за набавка на водомери, бидејќи водомерите се дел од вкупната набавка за резервни делови за одржување на водовата канализација. На првата јавна набавка што спроведена беа поднесени многу повисоки цени од предвидените цени во планот за јавни набавки, бидејќи ние планот за јавни набавки го правевме крајот на 2021 година, почетокот на 2021 година, додека, како што знаете, потоа во 2022 година имате драстично скренување на малопrodajните цени на скоро сите производи. Па така, тендерот беше понишен и во второто објавување водомерите не беа ставени како лот, за да можат да поминат другите делови за одржување на водоводи канализации. И по тоа основ ние не набавевме водомери, ги нема ни во приходната страна, ги нема ни во расходната страна како издадени водомери. Мислам, ние ги набаваме водомерите за потреби на граѓаните кои сакат да земат кај нас водомери да биде вградени.
приходи се в рамките на миналогодишните приходи. Има по-голямо отстъпване. Имаме приходи, сваляме на приходите, значи и гробната такса, се положи на одлуката, ще я донесе съветът на община Делчево в месец март, когато цените на услугите бяха покачени за услугата за гробна такса. И се задържа на разходната страна. Потрошени материали и суровини. Напомена дека во разходната страна скоро на сите ставки имаме намалување на трошоците, освен на неколку ставки, тоа ќе почне поред. Потрошени материали и суровини. Овде имаме зголемување, тоа е конта 400, тоа се пумпи, за пумпите навеќе трошоци се во оваа ставка од 993 или 690, најголем трошок се трошоците за работа на пумпите станици, односно за набавка на хемикалиите за третирање на водата, тоа се алуминиум, сулфат, поливитрови хлор и така натаму, во висина од 639.095 денари. Истите во 2022 година имавме зголемување на цените на хлорот и на алуминиум сулфат, затоа имаме зголемување на оваа ставка. Драстично зголемување значи на цените на алуминиум сулфат и на хлорот. Трошоци за материали. Имаме намалени трошоци за материали, ставка 401 за 80.000 денари. Кота или потрошена електрична енергија, овде имаме зголемување од 402, ставка 402. Тука спаѓа електричната енергија, нафтените деривати и мазилата. Овде имаме зголемување од 804.218 денари, поради, како што знаете, еnormното зголемување на цената на електричната енергија. Пред се во месец август имавме сметка попиено од 1.460.000 денари, додека за сите предходни 7 месеци имавме добиено скупно потрошено трошоци за електрична енергија изнесуваше 1.100.000, а овде имаме само за еден месец 1.460.000. Исто така и нафтените деривати, како што знаете, имаше голем скок по цената, така што на оваа ставка се дължи најголемиот пораст на расходната страна. Потрошени делови за возила, имаме намалување во споредба со 2021 година 160.110 денара. Отпис на ситен инвентар автогуми, намалување на средствата од 123.915 денара. Ставка 413 трошоци за одржување на опреми на возила. Исто така намалени се трошоците во висина од 53.907 денара. Останати услуги. Овде спаѓа обука на вработените за безбедност заштита при работа, исто така спроведена прва помош и елаборација стабилност на брана лошана изготвен, транспортни услуги и едно чистење на градежна депонија со машина булдозер. Значи овде имаме намалување на трошоците од 298.667 денара. Необходимо и бурути плати. Оваа ставка е ставката исто како горивата и електричната енергија, каде имаме драстично зголемување. Овде за разлика од 2023 година имаме зголемување од 2.574.916 денара. Ова зголемување, претходно како што речев, на помал број вработени, 6 вработени, имаме по-голем трошоци за плати на вработените. Тоа јасно познато ви на сите, го разставивме на полугодишните извештаи. Пред се дължи на зголемување на бруто платата на вработените, повеќување на медален работен ден, изплата на надоместоците на вработените и во месец
сега декември донесе одлука изявление, ако почуваме другите плати, но да не е влезено, ова до 9 месеци, значи имаме вкупно 2 милиона 574 916 денари по-високи трошоци во споредба со минатата година. Само за плати. И значи платите само ако се вземат како трошок, зголемен трошок и струјата, тоа се 379 134 дена само по тие два основни зголемени трошоци. Другите трошоци сите се склонува на минатогодишното или се скоро сите по-ниски. Останати трошоци од водењето, ставка 449 имаме намалување 195.762 и ставка 469 останати разходи во работењето 434.040 дена. Купните разходи во споредба со минатата година значи се зголемени за 2 милиона 510.340 дена, додека купните приходи во споредба со 2021 година се зголемени за 415.876 денари. Но овие две ставки значи се дължи, највеќе се дължи и негативно финансовите резултати што има остварено делото комунално предпријатие. За струјата кога го самовите да спомнам дека во месец 9 значи сметката беше 1.460, месец 8, 9 месец 700.000 денара, тоа има мало намалување околу 330.000 денара на другите сметки. Што се однесува до процентот на наплата, во овој извештаен период, тоа е на нивото од претходните години 87% реализиран фактурирано наплатено од фактурираното за правните лица и 87% за физички лица. Градскиот пазар е процент на наплата 81%. Овие проценти, знаете, како што ќе видиме после кога ќе го разгледуваме после нова година годишно извештај, достигнуваат некаде. Процентот на наплата кај физичките лица достигнува до 94%, кај правните лица од 92 до 93%, тоа е процентот нели имам неколку двете сметки неплатени и затоа имам по-висок процент на наплата. Но после нова година, кога дојде годишниот извештај, процентот на наплата се движи на годишно ниво до околу 94% за физички лица и 92-93% за правните лица. Обрсите од класа 2, за разлика од претходната година, се намалени за околу 6.000 денари, скоро 6.000, 65 милиона 298 оваа година, но според 65-821 минатата година. Парични текови во банките 360.044 денари по моментот на изготвувањето на кварталниот извештај. Колку би имало да кажем по врска со извештајот, има да го доставиме. Благодарам ви, директор, на возлагањето. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Овир Иван. Благодарам, председателе. Како што некои пати е спомнато, значи и веќе имаме тренд на завршување на својот општен Делчево. За задоволување на вирусите британско работење на ЕКО-11 Делчево, кој што има тренд на финансиска загуба. Ако добро погледаме во самиот извештај, ќе видиме дека јавното комунално предпријатие остварува негови финансови резултати поточно за овој квартал има загуба 1 милион 320 денари, 1 милион 327 денари. Спомнали и директорот, новите сметки за струја се доста високи. Сега да опрашам најпред колку е вредносно интересуваат моментално новите сметки за струја. Завршуваш со обраќањето? Не. Значи, ова е само за струјата без мисля, струјата што ја платиме кој има преноси од оператор, што ги имаме фактурите, што кој ни е добавуваш електричната енергија,
според цената на берзата, што беше, плюс 14% беше за услугата и плюс ние имаме и трошоци околу 100 до 120 денари за пренос. Вака, значи околу 146.000, како што беше првата фактура месец август, септември 702.999, потоа иде 336.410. Значи имаме намалување, потоа фактурата за предходен за 7 месец. За 7 месец сме имали 255.000. 7 месец, па после 146.000, сега постоянно е 336.000, ще имаме добивно за ова 336.000 и за 11 месец е 296.000. Плюс дистрибуция. Плюс дистрибуция. Видите, от първи 12 ден сме имаме случен договор с електродистрибуция или по-властната тарифа, 95 час. Значи има намалување, покрај тоа што има написано и применуваме и метрите за щедење на електрична енергија, што беа препоръки од владата, значи грејни тела, колку што може да се намали потрошувањето на електрична енергија, ама и 9 и 10 месец, значи 8 месец, за разлика од 8 месец, кога нон-стоп се поработеаше пумпите, имаме многу голема потрошувачка. Може би померни места да ви кажем колку година потрошувачката е била на... Не, таков податок, само мисля дека се првото излагање имаше една сметка од 1.400.000, а сега спомнахме 146.000, да не е грешно. 1.400.000. Да, сега спомнахме 146. 1.400.000. Да. 1.406. Па подобрата е 700.000, 700.000, 900.000. Од 1.400.000 бележат пак сме. Да, после 336.000, где сега околу 300.000. Ама имаме сега, значи, во овој месеци нели пумпите се повеќе ја користиме водата од рано ношане, пумпите долечено не работат. Само по потреба, кога има дефект, се уклучуваат. Исто така и пумпите во прекотивиште работат, само филтерени на филтрите или кога има поголема потрошувачка. Сега во овој период и намалена потрошувачката. Но е това август месец, најмислите, треба има поголема потрошувачка на вода. Се надеваме дека затоа и ние прошлата кога бараме покачување на цените, не сакавме да идеме тоа што го зборував со ново барање до решение да регулаторна комисија, не го одевме во рамките на покачувањето од овие во рамките на претходното решение, за да можеме некако да се справиме со овие фактури, да може да со овој бран. И се надевавме дека ќе дојде до стабилизирање на полето. Понека значи дојде, мислам дека веќе нема да имаме потреба од изготвување на нов бизнес план, покачување на цена на вода и така натаму. Ако се задржи да посече. И на ова сметка што е стварно представуваше корен терет во работењето, половина е веќе исплатена, и тоа да ме окажа, че целата не е исплатена, пошто ние јавно комунално предпријатие имаме толку приходи. Месечно имаме околу 3.700.000 дена. Платите како го пиеш, струјата, нафтата, струјата и така се договорихме со ръководството оператор кој ни беше договорач да листата ја изплатиме на повеќе рат. Благодарам. Благодарам. Од тоа што ме викало што знаме за што гледаме ние во сами вижте дека имаме негативни финансови резултати и по тоа што ме сами директор го видите како факт дека новите сметки за струја се доста високи, од тука сега ме да обрашам директор како мисли да возбеде средства за овие суми, основни суми на сметки за струја и дали смеја дека ликвидноста на фирмата е доведена во опасност? Не, како што спомнав, значи во моментот имаме стабилизирање на потрошувачката на електрична енергија, значи 300.000 фактури последователно по 300.000. Со 300.000 вече нема никаков проблем околу ликвидност на фирмата. Ова поголема сметка ни представува проблем, но како што кажав, имаме склучен договор со икономскиот оператор на повеќе рати, така што нема да ни представува проблем во текомното работење со овие моментални цени што ги имаме на услугите и не да може да дојде некој нов удар покачување на цените на нафтени деривати или на електрична енергија. Во моментот како што е состојбата, не би требало да имаме проблем во ликвидност.
со сегите да се разбираше по условите на во октомври месец со околу цената на водата со качеството за около 7 дена. Во рамките на решението да работа во месец. Благодарим, директоре. Дали некој друг ва разбор? Ајде следвачки отговорите. Во делот на разходи, директоре, на конто 444, трошоци за репрезентација. Не е многу, меѓутоа има зголемување малку на страна нема. 444 во разходи. Трошоци за репрезентација. Не е многу зголемување, меѓутоа покрај ситуацијата што се случува предпријатието. Да, Управниот одбор има донесено одлука за висината на трошоците кои може да бидат потребни за репрезентација. Тоа се одлуката на Управниот одбор е повисено од 200.000 денара на годишни ниво. Ние никогаш не ја прекорачаме, таа мисла нема да биде прекорачена. Овде влегуваат повеќе трошоци за репрезентација. Значи влегуваат сите трошоци кои не се во друго конто. Трошоци за репрезентација влегуваат овие што ги земе рекламен материјал за нова година, календари, за фалки, за нашите комитети, соработници, за граѓаните кои плаќаат. Потоа се одржуваат секоја година на два наврати се одржуваат комунални средби на вработените. Учествуваат на тие комунални средби вработени на комуналните предпријатија. Едните беа во џегијата, другите беа сега во Делчев. Трошоците исто така спаѓаат во трошок на репрезентација. Други трошоци со одбележување на празници и юбилеи сите спаѓаат во трошок на репрезентација. Чета само да ги најдем, јас ќе ви кажам и оставки по 444. Трошоци на репрезентација 83.000 спаѓаат овие вкупно, значи гостителски услуги, овие што ги спомнав трошоците за патување, за организирање на комунални средби, 46.000 се трошоци за стоки од продавница. Овие средства повеќе се трошат за вработените кога имаат некои дефекти, работа во сабота, недела, имаме склучен договор со извод комент, да набавуваат прекарни производи и нешто да се гледа. Исто така и за зимаме за побираме составници за управен одбор, надзорен одбор за тие трошоци за репрезентација. Го се има и тоа е. Благодариме. Дали некој друг ва разбор? Повели. Штован директоре, дали во овој период имате обезбедено реагенција за закупување во престојниот период кој што следи за јавното комунално предпријатие Брегалница? Да. Корект. Кога се обезбедени реагенцијата за запослување, бидејќи пред некој време, јавноста знаеше дека вработените во јавното комунално предпријатие Брегалница нема запослување. Не е тачно, значи, да ви погрешна, за парното во јавното комунално предпријатие Брегалница работи уште пред да започне грејната сезона. Грејната сезона почнуваше на 15 октомври, како знаем. Од првите ниски температури, парното беше уклучено 3, 4, 5, 6 месеци сеќа, значи пред тоа. Ние имаме обезбедена дрвна маса, имаме обезбедена. Имаме и планирана јавна набавка за закупувањето на парното грејање на дрва. Имаме си предвидена јавна набавка и посарадовка со јавното министерство на македонски шуми и намалуваме доволно колични повинеме потреба. Некогаш не остана тут без пошто не закупувањето исклучено на дрва. Добре, благодариме. Дали некој друг ва разбор? Повели Оливера? Штован директор, јас да прашам дали во тој исти период имате планирано дополнително закупување на канцеларијата како на вас директор? Дали Посебно да планирано за вас, посебно не за... А за кој период разговараме? За тој исти период сега што е? За кој месец? Можеме ли да наведеме? Не месеци, значи за период... Имаме ние имаме извештај за 1.1 до 39. Да не разговараме за ситуација кои са после 9. Ги разговараме кога ќе дојде извештај. Почетна годишна извештај. Да не бегаме напор од Знам дека сакате да го искористите присуството на директора, да прашате за некој состојби од предпријатието. Меѓутоа да се задржиме на дневниот ред и на точката
која е 9-месечен извештај за работењето, нешто што се случувало од 1 до 30 декември. Согласно извештајот од финансии, тие треба претходно да бидат обезбедени. Затоа го прашам дали за неговата канцеларија има дополнително потребно обезбедување за закупување. Многу содржинско прашање. Ставате на директор. Просто сам изненаден Како разбирам прашањето, јас како директор, значи јас како директор истата опрема што има во канцеларијата ништо не е нити е додадено, нити одземено. Истото што го има во канцеларијата, тоа и сега. Она што го наследил директорот, значи истото. Ништо не се обезбедено дополнително опрема. Не да разбирам што сакате да кажете. Дали освен за грејната сезона имате посебно за вас обезбедено директор дополнително за закупување? За минале се работи, за што се работи? Како за минале работи? Здравствено што е се? Добро, питаме ти гледаме. Како имам посебно обезбедено за грејање, дрва дека сакате да кажете. Посебно грејано тело. Посебно грејано тело има во канцеларијата, директорот има калорифер. Во другите канцеларии има електрични грејалки. Сметам дека е надвор од темата и малце да избегнеме дебатата на повисоко ниво и да не разговараме за грејни тела во кабинет на директор. Значи, посодржински малку, за да ја разгледаме работата, односно извештај за работењето на јавното комунално предпријатие. Поважна е според мене услугата која давале на граѓаните во овој период. Дали е добра, дали не е добра, а не дали директорот имал клима во канцеларијата или не. Повели Тони. Прашање до директорот, дали на порталот Отворени финансии се пресуваат сите трошоци по основ на репрезентации и структури, бидејќи таму се пресуваат сите трансакции на ЕЛС и на нивните политички позиции. Прецизираме тоа, што кажеш, дали на порталот Отворени финансии се пресуваат сите трансакции по основ на репрезентации и посредствени услуги, бидејќи таму се објавуваат јавно, на јавноста сите трансакции на ЕЛС и нивните политички позиции. на страната на Отворени финансии, да. Да, таму се значи се прво се објавуваат договорите, висината на договорот, на склучени договор и на крајот на годината кога заврши се внесува колку е реализиран од тој договор. Ако договор склучен на 200.000 денари, колку од тие се реализирани? 100, 200, 150. После на крајот значи на годината се внесуваат сите. Сега се внесуваат теком сите договори. Тоа се договори, таму има значи трансакции што се целогодишно се објавуваат. За 2022 година значи имате януари, март, април, мај. Се внесуваат сите склучени договори, се внесуваат и сите реализацијата на договори се внесува во система. Овој Кире. Ова председателе, значи за време на светска економска и енергетска криза сите комунални предпријатија се случуваат со одредени проблеми, односно со зголемени расходи. И докато што спомни директорот, значи има и одредено штедење во работењето на самото комунално предпријатие. Кога слушам колегите од опозицијата, од преска ги гледаат само по големите, односно големите ставки. Да гледаме кај расходите во третиот квартал, имаме намалување трошоци за материјали, што зависи од самите нив, односно од самите вработени од самиот директор во Брегалница, каде што имаме намалување на овие трошоци. Имаме намалување на потрошени резервни делови. Имаме намалување на трошоци за одржување. Имаме намалување на трошоци за управните и надзорни одбори. Трошоци за спонзорство имаме намалување. Кај трошоците за репрезентација, нормално дека имаме покачување затоа што сите артикли се покачува. И тоа не е нормално покачување. Може да се види дека од самото покачување имаме зголемување кај банкарските услуги, што не се должи лично на вработените или на директорот од нивна желба да бидат зголемени банкарските услуги. Потоа имаме намалување кај останати расходи за обработување. Имаме намалување кај затезните камати. Имаме намалување кај наборната вредност на продадените материјали. Што значи секаде каде што може да се штеди, си има заштедено. Благодарам. Реплика, председател. Овој Иван. Само uzme реплика на параграф срещу пола на ССМ. Движение по него по локација
държавата домакински професионално предприятие и между ги инвалидските ставки, които се водят в този на директор и на самата разправа. Много добро трябва да знаем, ако ви проблеми купниот сума на разходи. Zato što 2021, zato što od 2021 година видиме дека имаме споменување за цели 2,5 милиона денара. Да не ги туриме во заблуда, че граѓаните може да дошли дека не се е скратило. А напротив, разходите се зголемени. И тоа да не е малко. Дури 2,5 милиона денара ги се зголемени разходи. Така да, много не обикновени да се скрият некои работи. Значи неоспорен факт е квалитетот на координаторот на советничката група во својата област. Што вие го констатирате. Овели координатор е за... Hvala председателе, контрреплика на координатора на советничка група на Ромбара допомане. Нормално имаме сполевување на разходите од 2,5 милиона, од тие 2,5 милиона 800.000 имаме сполевување на електрична енергија са. Значи имаме сполевување послуг на плати, а со самото сполевување на минималната плата, значи нормално зголемува се број на работените, не е зголемува се и бруто платите, и значи разликата од 2,5 милиона тука може да најде. Значи тука е енормна разлика. А не е под вина на директори на менеджментот тамо кај што е во јавното комунално предпријатие зголемувањето на струјата и зголемувањето на бруто плати. Благодарам. Благодарам. Јас мислам дека кажа колку споменување, значи само по тие два основа е 3 милиона 370 дена. Само плати и струјите. Да, горе. Овели има. Реплика и координатор за следното средства. Точно е дека едно од причините што разходниот дел е зголемено е и изменувањето на електрична енергија. Јас баш умешно претходно прашам директорот што ќе преземе за тие изменувања на електрична енергија да бидат намалирани. Ако погледнеме приходниот дел, видиме дека таму нема некој кој знае какво не е. Одговорувања има некој минимално одговорување че некој одлучи да студи денали. Така да, ако следимо од таков тренд на споредно приходи и разходи, ние ќе имаме тренд на сега 2012 месец, ние ќе имаме исто тренд, каде што кои млади живи здрави ќе треба да се исто пак за негативни финансиски извештаи. И ако погледнеме и самиот заклучок, во кој што стои дека остваране ефективни на финансови резултати се должи на повеќе работи. Јас сакам да не се менува на едно од кој е директор, баш не сакам да го прашам, на тите материјали за одржување и резервни делови. Ние бевме сведоци дека баш за овој квартал за кој што одговараме, тоест трети квартал, имаме постојано сериозните ефекти по кои што нашите нели сураѓани ги оставаме без водоснабдување со денови. Во истиот момент доста реакции од јавноста и од предходно работење во самото јавно предпријатие, добив до знаење дека постојаните ефекти, сериозни ефекти на водната мрежа се случуваат од причина што секој се случуваат 90% од случаите е за викенд, а тоа е поради, пак ќе кажем, незадоволително работење и самите пумпи се оставаат да работат без надзор. Пошто доаѓа до поголем притисок во водоснабдителната мрежа и оттаму доаѓа до пукање на самите цевки и до наступување на сојузни пеци. Од тука сега да обрашаме един директорот, дали се тие такви додеја точно? Страшно паушално, невистинито изкажане, без никакви аргументи. Едноставно популистички невиден. Толку има да кажа. Това е стварно вече ги заминува сите граници. Дали некој друг разбор? Почитуван директор, само да прашам, јас сакам да прашам, дали менувањето на водоводните цевки сега по областите, во Новоделчево конкретно, има прекин на водоснабдување во некои моменти заради менување на цевки? Или не? Значи, во моментот само се поставува главна подобна линија, приклучувањето на новата подобна линија ќе се започне во текот на наредната година. А има
има значи трети недостатки и поради прескриване на водоотведението. Благодарам. Дали някой друг разговор? Само да кажа директор за правоотвайната, още по месец първи 2022 гледаме дека има 89, 186 се сторедаме, а 300 преко агенция за приправени поручване. По 9 месец гледаме 81 се сторедаме, а само 4 се со приправени. Значи бројот на работени се намалува, а некако што кажа колегата, дека потребно е зголемување на плати и дека се зголемува. Затоа не прашањето дали во моментот се 85 или... Јас мислам дека извештајот поминал назорен одбор, дека овие податоци се веројатно зашто значи ако пишува дека се 85. Прашањето ми само зашто е намалување од конкретно 4 Да, тачно е. Во 2022 година имаме пенсионирани, имаме смртен случај, имаме и напуштен од работа и поради оваа кризна состојба, може да се искаже, точно поради оваа кризна состојба не вршавме пополнување нови работни места, чекавме да се створат подобри услови, во 2023 година ќе бидат пополнени сите исправните места. Да. Сашко. Важен директор, бидејќи бевме во пред 6 месеци бевме сведоци на покачување и воведување на нови данъчни, гледам нема ги никаде евидентирани приходите од одржување на гробишта и приходите од одржување на зелени површини, паркови зелени. Значи, тие не се мислам мали суми, а тука никаде не може да ги да може да почне да предава, може да ни даде. Имате приходите и знаете да го извещате на нас. 23. Да видим ги по неща, по 6 години. Сега се зголемени, кажат дека и гледат во излагањето, кажат дека гробната такса е зголемена точно заради зголемување на надместок што беше за гробна такса, а додека приходите од паркови зелени исто се зголемени врз на тоа што сега освен локалната самоуправа, значи и граѓаните се обвезани да се ги платат и добро согласно законот за одржување на паркови зелени. Благодарим. Дали некој друг ба разбор? Не, бидејќи никој друг не ба разборил. Затварам расправата по оваа точка, исто да ја ставам на гласник. Гласаме за усвојување на 9-месечен извештај за работењето на јавното комунално предпријатие Брегалница Делчево за период од 1.1.2022 до 30.9.2022. Кој е за? Против? Воздржани? Нема. Констатирам дека е усвоен со 8 гласа за, 7 за, 7 за и 5 воздржани. 5 против, а воздржани нема. Благодариме на директорот за образование. Точка број 8. Предлог одлука за усвојување на стратегија за родова еднаквост на регионот Белчево, Берово и Певчево за период 2023-2026. Го повикувам образлагачот Игор Жежовски, советник за еднакви можности, да ни ја образложи точка. Стратегията е подготвена на партиципативен начин, в случайство на сите засегнати страни, при това родово балансиране и това сите членови на комисиите за еднакви можности в сите общини, съветници в общините, работили в общинската администрация, както и представници на гражданския сектор. Сите дава значителен принос за развиване на овој sveobuhvatan и корисен стратешки документ, кој ги представува и исклучува потребите, проблемите поврзани со родова нееднаквост во регионот, како и предлозите на засегнатите страни за превенција и нивно надминување. Партиципативно стратешко планирање, кое беше имплементирано
при креирањето на овој документ при својата основа е демократски процес за утврдување на почетните состојби и потреби на граѓаните, потоа ревидирање, креирање на визија и стратегии за достигнување на посекуваната иднина на една општина и регион и представува корисна алатка за насочување на активностите за имплементација на стратегијата и нивно представување во форма на стратешки документ. Со имплементација на стратегијата за родова еднаквост се придонесе кон инклузија во општествените текови и еднакви можности на сите граѓани, што дополнително поволно ќе влијае на подобрување на квалитетот на животот на граѓаните од регионот во целост. Документот содржи 5 приоритетни области на делување. Од еден тоа се човекови права и родова еднаквост во рамките на подобластите, политика родово базирано наследство и економија. Број 2 партиципација во креирање и имплементација на локални и јавни политики. Број 3 едукација и јакнење на капацитетите за родова еднаквост и родова сензибилизација на Комисијата за еднакви можности, локалните институции, както и граѓанското општество и целокупното население. Број 4 вклучување на родовата перспектива во јавните политики кои се носат на локално ниво за облажување на ефектите од климатските промени и енергетската криза. Број 5 здравство. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на членовите на Комисијата за еднакви можности кои дадоа голем придонес за изработка на овој документ, а воедно огромна благодарност сакам да истакнам и до невладината организација КАМ, со чија помош и подршка го изработихме втори стратешки документ за општина Делчево, кој ни дава здрава, позитивна основа за унапредување на еднаквите можности во општина Делчево. Ви благодарам. Благодарам на образованието. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој има разбор? Повели Оливера? Да, тоа ми е зборот дека да видите советник во иднина ќе направите некои напори, во некои институции дека нема родова еднаквост, да председателот може Само да се доискаже советничката. Завршите ли, Рига? Да. Хвала. Повели. Мислим дека програмите не се родово еднакво. а не за еднаквост. Повели го. Да, со помош на членовите на КЕМ, до сега, мислам дека околу 4 комисии одржавме дели и разгледуваме програмите што си од другите институции, заедно ги согледуваме аномалиите кои што се присутни. Да, во иднина заедно со врски се бориме се тие аномалиите да останат. Дали некој друг има разбор? Не, бидејќи никој нема разбор, ја затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за усвојување на стратегијата за родова еднаквост на регионот Белчево, Берово и Пехчево за период 2023-2026 година. Кој е за? Против? Нема, воздржани нема, констатираме дека точката е усвоена со 14 гласа за. 13. Точка 9. Акцијски план на општина Делчево за имплементација на стратегијата за родова еднаквост за период 2023-2026. Повели, избор на него. Ви благодарам, господин председател. Акцијскиот план исто така пред материјалите на Советот ви доставен. Тој е планот за спроведување на стратегијата која веќе што ја изгласавме со помошта на Сарафи. Това е план што го прави општината, но може да го спроведе секоја институција, како што си невладени организации. Затоа барам подршка од вас за усвојување. Благодарам много за предлагањето. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој има разбор? Не, бидејќи никој нема разбор, ја затварам расправата по оваа точка, исто да ја ставам на гласање.
Гласаме за усвојување на акцијски план на општина Делчево за имплементација на стратегијата за родова еднаквост за периодот од 2023 до 2026 година. Кој е за? Против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за. Благодарам на Точка број 10. Предлог програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2023 година. Повикувам Горан Петровски, Совета за урбанизам и енергетска ефикасност да ми образложи точка. Почитувани председатели, почитувани советници, и оваа година, како секоја година, како обврска на одделението за урбанизам, до крајот на годината, како се да се донесе годишната програма за изработка на урбанистички планови. Обврската произлегува од законот, од член 40 од законот за просторно планирање, како обврска во која треба да бидат градени сите предвидени и сите тековни урбанистички документации. Почнуваме како со точка со глава А, урбанистички планови за град Делчево, се однесува на генерален урбанистички план за градот Делчево, кој почна порано. Во теке застојот е заради изработка на елаборати за сливни подрачја на градот, затоа што се тоа нова позиција произлезе од активноста. Имаме 13 полотеци кои мора да бидат сите обработени и допълнително се порачани проекти и анализи. Значи во теке се чека документација. Број 2 се однесува на детален урбанистички план лесна индустрија и сервиси на место викано Стар Монопол. Тоа е планот поодавна, приватна инвестиција е. Се однесува за Стар Монопол местото кон стрелиште Стар Монопол. Они се во фаза на јавна анкета и јавна презентација. Има некои забелешки, се наминуваат забелешките, кај планерите, така да тоа не зависи од нас. Потоа се број 3 е детален урбанистички план за урбана единица 2, делот блок 2.7, централно градско подрачје. Тоа е грубо звучи вака. Се однесува на место на Стар Пазар. Одма до мостот. Проблемот со него е што нема пристап директен од улиците, има од другата страна, а со генералниот урбанистички план постои можност да му се обезбеди пристап тука во близина на градот Немка и долу кај Балтикс. Број 4 е детален урбанистички план модул 2, да нагласувам и ово е приватна инвестиција. Детален урбанистички план за модул 2, од нас во пролет, е приватна инвестиција. Планот е веќе враќан 2 пати од транспортни врски, се повторно е на ревизија, како инвеститор ќе го реши, очекуваме, кога ќе биде готово да продолжи со поставка. Број 5 се однесува на урбанистички план во населено место за придржни услужни објекти на магистралната М5 Делчево, Македонска каменица. Тоа е опфатот на излезот од Делчево до пропустот кај Огуну, кај Слободан Седиш Шумбајот. Исто приватна инвестиција, 2 пати вратен од транспортни врски, очекуваме да си ги решат проблемите и да продолжим. Број 6 се однесува на изработка на детален урбанистички план, сервисна зона, исток, урбана единица 3, дел од блок 3.1. Тоа е зоната од манастирот до гробишта. Таа е резервна зона за заинтересирани, ако дојдат инвеститори, општината Делчево да може да урбанизира и понуди на било кој како зона каде што е најлесно да се обезбеди вода, струја и канализација. И во собственост на Република Македонија, земјска собственост на Република. Нашите урбанистички проекти се урбанистички проекти поголем дел од физички и правни субјекти и најмногу се однесува на урбанистички проекти за фотоволтаи и на инсталации и инфраструктури за обезбедување со кабли, со трафостаници на истите тие. Се работат на територија на цел атар на град Делчево. Можам да ви ги читам сите, да ви ги објаснувам дополнително, може да се видат катастарските општини. Има во Огнанија, Пала, Ветрен и дел се, тука се дел на физички лица, а дел се на приватни компании. Дел се почнати и поминати од предходни сесии како иницијативи прифатени, но мора да ги ставиме во плана затоа што дел се поднесени, а дел се бидат поднесени дополнително. И треба да ги имаме по 2 годишна програма.
Да ви ги обясня тяхното дело. Не, по-кръгло по-лично. И последните са, останато е правото да сите започнати инфраструктурни обекти по стариот закон. Имаме два такви проекти, кои се застанати по македонски шуми заради трансформация на земјиште од шуми по друга намена. И имаме право ние да ви поднесеме барање по покренати инициативи и разни физички лица да се дополнят програмата со едни документи и логистички проекти. Благодариме на образлагањето. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој има разговор? Повели Иван. Ще само да обръщам ви образлагача. Остана скоро за сами библиотеки. Най-нега сега за селото Оприжи. Аз лично имам реакция, да се публикува во Обличко плана община Делчево. Во селото Оприжи на место казва, што да се прави сега новата станица за вода. Самиот пристапен пат е направен буквално на библиотек, кој што има за цел да го брани за обгрижите от задобавяне на вода от дъждица, от сългите на рече. Само имам реакция дека само плати направен, буквално на самия библиотек. И дека там от природниот дожд види това да види унище. Неофицијално проблемот со пристапот до таа локација што камионите, шлеперите не можат да донесат опремата и тия филтрите са огромни. Кај што црквата има тесно гръмо, не може да влезе камион, има некои огради. За да не се рушат оградите, рекој дека ќе направат подобрување времено на постоечката траса на кај што е ендекот, за да можат шлеперите да влезат, а потоа предпоставам дека вие ќе биде пак санирано и вратено во проводите. Затоа што од другата страна кај што е патот, не е сега можност шлеперите да бегуват, може опремата да става. Има габаритна и голема опрема за достъп по комплекс. Това е неофициално, не е видено. Скоро е неофициално дека такво решение се предлагаше, на този начин да видиш. Допълнително не. Добре, да говорим по-велима. Тук не съм сигурен до тук и само прашам, лично това не има прашане от Драги. Не би мисто лесно дека е време решение, само пред изработка на страницата за вода е неколко години. Сега, колко е това време решение, сами проекти, значи мисля, че тези години трябва да се прави тази страница. Наш временен период се разбира неделя 2 месец, други 2 месец. Ние имаме сега зимски период, точно нали, чекаме да имаме по-големи вътрешни, защото така понираме за желание, дека там може да има наши проблеми. Чисто толкова желание от това влияние. На почетокот на проектот кога беа тука консултантите на донаторите на швейцарците, направија увид на терен и имаше инициатива да се обезбеди цялата траса, но заради економија на парите или не знам што, рекол дека не е потребно пристапен пат, доволно е да вадиме документација, него урбанизација само на зоната кај што ќе биде пречистителната и кај што се фотоволтаиците. После мерењата, не знам кото излезе, дека местото каде што треба да влезат шлеперите не е можно да се влезе. Заради кај црквата не е познато каде, имат огради за рушите. Да не ги рушат оградите, ќе го решат само. Тоа е като трябва да се донесе опремата, која е потребно да се донесе, сега няма ни услуги къде да се чува, но ќе биде донесата. Не знам колко, нямам информация. Други ги водат. Благодарим. Дали некој друг разговор? Повели Сашко? Прашање до образлагачо, дали нещо има план или дали се планира во скоро време асфалтирање на пат што води до депонијата. Знам дека не е дело на надлежности на општината, меѓутоа дали има некоја техничка документација или било што приготвено, бидејќи до депонијата секојдневно одат возилата од Прегалница, делови гледаме дека ни куп се фрла пари за различни делови, така како изгледа. И сега се това е резултат нормално на црн пат се вози, треска, товарени возил и така натаму.
Аз нямам информация по делото на урбанизация. Нямам информация за предвидено нещо и няма потреба на урбанизация. Аз говорим за урбанизация конкретно. А колегите ще се на делото на комунали и образуване, може би Канин да има тази информация, аз не да кажа. Не съм запознат. Другите колеги. Само тук глобално, къде ще стои на първата точка по границите К от Делчо катастър спорти на Делчево, трябва да стои в първата точка. Катастърски парцели се кажа ли, а не го казва катастърски спорти. Трябва да се толкова за К по първата точка. По границите на 876, по К от Делчево, катастърски спорти на Делчево да се толкова. Първата точка. К пъто стои, не стои в коя катастърски спорти. Со К от Делчево и на другата тук на точка 3 К от Делчево. Катастърски точки не се изпущат. Дали някой друг разговор? Поведе от това? Сега се обращам, дали доколко спомна дека некои од министерството, чекате некој одговор од министерството? За това не. За проектите некои што се за урбанистички проекти, мисля дека за 4 рекови или за 5 се уште нема да одговорено. За урбанистички за проекти. Не е битно, прашањето ми е доколку биде негативно одговорено. Што по негативно се враќа на планерот, он го коригира и после се продолжи. Тоа е принцип. Овие планови наши само генерален план. Другите се на приватни инвеститори и они си ги решават проблемите со планери, со министерства. Ако нешто не е во ред, нивна е обласката да го решат проблем. Првото е генерален и нашата обласка да ги решават. Говорам, дали некој друг ба разбор? Не, бидејќи никој друг не ба разбор, и затварам расправата по оваа точка и се ставам на гласен. Гласаме за усвојување на предлог програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Делчево за 2023 година. Кој е за? Против? Нема, воздржани? 1. Констатирам дека точката е усвоена со 13 гласа за и 1 воздржан. Благодариме на Точка број 11. Предлог одлука за ослободување од комунална такса за улично осветлување. Образлагачот Тони Стојменовски не е тука, точката ќе образложи Жужовски. Стојменовски оправдан отсутен, како знаете. Советници, почитам се според. Со оваа одлука се определуваат населените места во општина Делчево, во кои нема јавно осветлување и во кои образниците се ослободуваат од плаќање на комунална такса за јавно осветлување. Комуналната такса за јавно осветлување нема да се наплатува од следниве места: село Петрашевец, село Дранче, Песет и Моско Мало, село Киселица, село Илиово, село Турија, село Вратиславци, село Косово Даби и село Селник. Со оваа одлука Советот на општина Делчево ги ослободува од плаќање на комунална такса за јавно осветлување и имателите на електрични броила за мерење на електрична енергија без јавно осветлување кои имаат броила на земјоделско земјиште каде нема поставено јавно осветлување. Постапката за ослободување од комунална такса за јавно осветлување ќе води општината по претходно доставено барање од страна на собствениците на земјоделските површини. Доколку во наредниот период се постави систем за јавно осветлување, имателите на објекти на споменатите населени места ќе бидат дополнително задолжени со наведената такса. Тоа е правилно што е предвидено. Добре, благодариме на возлагањето. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој ба разбор? Овде има. Само можеме да благодарачо прави на полноцна постапка за освободување на комунална такса за јавно осветлување. Ще тук е нагласно дека ќе води општината по претходно поставено барање на самите собственици. Малку е ситуација целата работа, пошто знаеме дека побудуваните места каде што живее еден простор население, постои опасност самата информација да стигне до луѓето. Само прашаме го благодарам дали општина Делчево има модус или модел да ги извести, нели, да го писано форма дали
Вие дека тие луѓе треба сами да поднесат барање во општен делчо за да бидат ослободени. Не всичко е горе наведени, не сега да ще ги спомнате. Бог на тие. Тука стои има дека бидат ослободени имателите на електрични бројла за мерење на електрична енергија без јавно осветлување, кои има бројла на трудетско земјиште каде има поставено јавно осветлување. Тоест каде нема поставено јавно осветлување. Но последно член спредика сами собственици треба да поднесат барање за општен делчо за да бидат ослободени. Што се случува со тие луѓе што нема да бидат што не знаат дека треба да поднесат барање. Дали општен делчо ги предупреди без спредика имаа право и треба да поднесат барање. Пошто вие бевте ме бак дека да отбора да има публица пејси до семејство. Што треба да се ослободи. И публица пејси на бројот. Реплика тие 351 беа користници од Централното градско подрачје кои по некоја претходна основа се ослободени. Одлуката сега се внесува и на самата комисија. Имахме како комисија, жал ми што од опозицијата немаше никој да ги стави. Настојашно разгледахме и беше помолено од самите работени во општината ќе биде формирана комисија, која што ќе излегува на терен и ќе ја согледува ситуацијата. Дали станува збора за земјоделски земјиште, дали го нема улично осветлување, во таа комисија може да членува и член од Советот, мислите дека е потребно, ја мислам дека е потребно, само формирање од таа комисија има еден член од Советот кој што ќе разгледуваат барања поставени од самите жители, дали имателите на бројла земјоделски од говори на ДТЦ. Дали некој друг бара збор? Мога ли да го посакаш? Не сум член на комисија, но последниот пат бев присутен, така да не знам во претходниот период што имаше дискусија за овој. Во отсутство на колегата тоа ни образлагам точно, но мислам дека немаше представник од вашата политичка опција на последната комисија. Сигурно бил побран. Да се договорат детали. За да со оглед на претходната седница на Советот донесов одлука за задолжување на граѓаните со плаќање на улично осветлување, и улично осветлување. Сега ја носим одлуката за ослободување. Во одлуката во член 5 ова одлука влегува во сила 8-миот ден од денот на објавување во службен гласник на општина Делчево. Ако влезе 8-миот ден, тогаш ќе биде после први. Значи прво ќе имаме задолжување на. Ако може по-гласно не слушаме координатор. Ова одлука влегува во сила 8-миот ден од денот на објавување во службен гласник. Значи, ако се чека 8 дена, а одлуката за задолжување од први, значи и ова одлука треба да важи од први. Не. Најрано што може таа да влезе во сила е со денот на објавувањето, а тоа ќе е утре. Јас утре ќе го направам гласник. Значи само ќе се прави со денот на објавувањето во службен гласник. Тоа ќе биде утре. Дали некој друг бара збор? Проблема? Добро сада. Што дека се расправа сега што сигурно не следат. Добива информација дека во Тимовско мало дека нема осветлување. Тоест има планирано осветлување, дека селото нема осветлување. И сами граѓани најверојатно сака да побара и Тимовско мало да биде ослободено од плаќање на комунална такса. Е, тука постојано и по самата порака, вика што беа планирани две улици седат вика, до денес нема никој. Треба да провериме информација. Поуштено некој граѓани. Треба да се провери информација, да видиме дали е точно. Во моментот ќе пише. Во моментот ќе пише. Целта на одлуката е за ослободување од плаќање на јавно. Значи, ако нема, во сите членови наведуваме, ако нема јавно осветлување, граѓаните нема да го платат. Значи, ние тоа и правиме во членот, това е една поширока одлука, значи, одлука со поширок
круг кој што ќе ги опане сите граѓани кои што имаат земјоделско земјиште, а нема поставено јавно осветлување. Широка дефиниција има. Ако Димовско мало нема поставено или во блиска иднина не се предвидува да се постави, ќе ги ослободиме нив нормално. Со одлука на наредот. Дури сметам дека треба Димовско мало кој што нема. Нормално тоа значи дека имаме делку да Димовско мало тие кои што немаат состојание на земјата, не може да продолжуваат. Што кажи председателот на наредна седница на Совет, доколку е тоа така, да ги ослободиме, не може да ги разбираме. Дали некој друг бара збор? Не, бидејќи никој друг не бара збор, ја затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за ослободување од комунална такса за улично осветлување. Кој е за? Против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за. Благодариме на да. Точка број 12. Предлог програма за работа на Советот на општина Делчево. До вас беа доставени материјали на која имате програмата за работа на Советот, како и лани, и оваа програма ви е доставена и најважно од се, програмата во текот на целата година ќе биде отворена за секој нов предлог, истиот ќе биде добредојден, ако тоа значи збогатување и подобрување на нејзиниот квалитет. И сега ви отварам можност да кажете ако имате некој предлог или некоја идеја да го вградиме уште сега. Отварам расправа по оваа точка, дали некој бара збор? Не, бидејќи никој не бара збор, затварам расправата. Повеќе ли бара? После го покаже, Оливер. После го покаже. Председателот да и каже дека сам била во право за трезидите слушањето. Ние имаме голема стручна помош и подршка од човек тука што не греши, да ви кажа искрено. Благодариме на пофалбата за изработката на програмата за работа на Совет. Благодарам, значи имаме спремни и тука. Во ред, ќе укажам на директорката да ја погледне програмата и да може да извлече искуства и да ги пренесе во својата програма за работа. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Не, бидејќи никој друг не бара збор, ја затворам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог програма за работата на Советот на општина Делчево. Кој е за? Против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена со 13 гласа за. Точка број 13, предлог одлука за расходување на компјутери, компјутерска опрема и електронски отпад на општина Делчево. Повикувам Татјана Стојковска, вишто работник за заштита на животна средина и комунална инфраструктура. Повели, Ања Достойна. Почитувам председателя, почитувам съветници, пред вас е предлог одлука за разходување на компјутери и компјутерска опрема, а те произлегува од потребата за давање согласност, односно одлука и согласност од вас за разходување на ова компјутери и компјутерска опрема на движните ствари на општина Делчево и на средното општинско училиште Методи Митерски Брицо. Предлог одлуките се донесени, тие две точки се разборувам заедно. Можете заедно да ги образлагате, но посебно ќе отвориме. Пошто за исто се однесуваат. Произлегуваат од Законот за управување со отпад, станува збор за опасен отпад, кој што треба да го расходуваат општина Делчево и Методи Митерски Брицо и потоа исто да биде преграден на лиценцирана фирма која што има право да стопанисува со овој вид на отпад. И овие предлог одлуки се донесени врз основа на записник кој што овие институции го имаат изработено, односно комисиите го имаат изработено и на нивните управни одбори са управен одбор во училишниот одбор на Методи Митерски Брицо има донесена одлука за расходување, додека за опремата од општина Делчево бараме
коментари на препорачот? Отворам расправа по оваа точка, дали некој разговор? Бидејќи никој нема разговор, ја затворам расправата. Истата точка става на гласање. Гласање за усвојување на предлог одлука за распределување на компјутери, компјутерска опрема и електронски отпад на општина Делчево. Кој е за? Против? Нема. Воздържани? Нема. Констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за. Точка број 14. Предлог одлука за давање согласност на одлука број 02-078/2 од 16.12.2022 година за распределување на компјутери, компјутерска опрема, електронски отпад на средното училиште Методи Митревски Брисо Делчево. Отворам расправа по оваа точка. Дали некој има разбор? Не, бидејќи никој нема разбор, затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласање за усвојување на предлог одлука за давање согласност на одлука број 02-078/2 од 16.12.2022 година за распределување на компјутери, компјутерска опрема и електронски отпад на средното општинско училиште Методи Митревски Брисо Делчево. Кој е за? Против? Нема. Воздържани? Нема. Констатирам дека точката е усвоена. Со ова е испратен дневниот ред. Само секунда. Испратен дневниот ред. Јас сакам едно кратко обраќање во вас. Сакам во ово обраќање да истакнам една голема благодарност до вас како советници за вашата активна работа на седниците на Советот, за активната работа во комисиите на Советот, за вашиот активен и отворен однос кон граѓаните на општина Делчево, за достапноста и сервилноста кон граѓаните. Да ви се заблагодарам и да ве охрабрам да продолжите во таа насока и во иднина. Вие сте пример за тоа како треба да работи еден совет. Притискајте уште посилно, критикувајте уште посилно. Давајте нови предлози и насоки за подобрување на животот на граѓаните на општина Делчево. Вие сте советници со чија работа јас како председател на совет се гордам. Верувајте ми, сите 15-мина имате мојата безрезервна поддршка. Благодарност до координаторите на советничките групи за својата конструктивност и разбирање, за поддршката кон мојата работа како председател на совет. Благодарност до мојата најголема поддршка и човекот без кој е незамисливо да ја водам работата на советот и на седниците. Снежка, сакам јавно да ти заблагодарам за сите совети, за сите насоки, за целото пренесено искуство и квалитет кој несомнено го имаш и тоа е на многу високо ниво. Искрена благодарност и молба за поддршка и во иднина. Благодарност до градоначалникот на општина Делчево, господин Горан Трајковски, за соработката со советот и со искрена желба истата да ја издигнеме на уште повисоко ниво за следната година. Градоначалниче, ви порачувам дека ја имате нашата безрезервна поддршка како совет. Благодарности до општинската администрација, до раководителите за поддршката при работата на советот на општина Делчево. На сите вас, но и на сите граѓани на општина Делчево, сакам да ви ги честитам новогодишните и божикните празници кои што следуваат и да посакам искрени желби за добро здравје, правенствено, понатаму за многу среќа и успех и напредок на секое поле. Ви благодарам. Иван, ако сакаш нешто да земеш, по-слово да кажем. Може да добавим. Може. Пред како координатор на следващата група на запомне, сакаме да ставам до вас представите председател на совет. Ние сакаме да го увериме дека секој пат следващата група на запомне стои на располагање како на вас, така и на останатите советници. Благодарност и до целата администрација која што помага во вашата работа. Благодарност до советниците од СДСМ, до Никола Левица. Сакаме ние како што е пракса било во претходните години, претходни совети, ние како следничка група исто така да изразиме среќни божики и новогодишни празници до сите граѓани, за живи и здрави, да имаат овој празнични моменти и да се надеваме дека во наредната година ние како совет на општина Делчево сите заедно ќе донесеме конструктивни одлуки кои што ќе помогнат за подобрување на начинот на живење во нашиот град.
Тоа е што да кажам и искрено, значи, пошто денеска имавме буџет, разговаравме за буџет на општина Делчево, беше спомнена општина Штип како општина која што се развива доста и општините кои што има исти проблеми финансиски како начина, затоа ние меѓу времето бивме наши сопатници. Поклон, тоа е наши отчет за сработеното за 365 дена и замолуваме ли администрација на Советот, ако може да ми ги предаде поклон. Благодаря. Благодаря.